Почитувани, во пресред на очекуваната тешка зима, како последица на најголема економска и енергетска криза по Втората светска војна, започнува реализација на мерките за штедење на електрична енергија. Со овие мерки, потрошувачката на струја во институциите ќе се намали за 15%, со што се очекува заштеда на електрична енергија од 19,5 милиони киловат часови електрична енергија. Во време на криза, неопходно е одговорно однесување и рационално трошење на струјата и енергенсите од сите нас. Со предизвиците во однос на глобалната енергетска криза се справуваат надлежните институции и владата, кои превземаат соодветни мерки за заштита на стандардот на граѓаните и компаниите во овие тешки услови. Ја одржува стабилноста на енергетскиот сектор, максимално го зголеми производството на електрична енергија во дадениот момент и силно ја субвенционира цената на струјата на граѓаните. Домаќинствата за сметките на струја плаќаат само 20%, а 80% од цената на струјата се субвенционира од страна на државата, што е клучно за поддршка на стандардот на граѓаните во ваква криза. Се подготуваат и нови антикризни мерки. Со ребалансот на буџетот обезбедивме 76 милиони евра за антикризни мерки, кои што како пакет се подготуваат за четвртиот квартал оваа година. СДСМ продолжува со реализација на мерки и политики кои имаат за цел заштита на животниот стандард и полесно справување на граѓаните и економијата со последиците од глобалната економска, енергетска и здравствена криза. Тоа е голема разлика од времето на ВМРО-ДПМН и Мицковски, кога цената на струјата е зголемена за 100%, а се набавувала струјата за 3 до 4 пати повисоко од пазарната, во време кога немало никаква енергетска, ниту пак друга криза или пак имало високи цени. Ви благодарам.